Иако цените кај јужниот сосед Грција се за 20% повисоки во однос на ланската година, сепак близината на морскиот брег и се уште прифатливите цени на апартманското сместување и вонпансионската потрошувачка се главна причина зашто прв избор за одмор на македонските граѓани и ова лето е Грција. Само лани, според поратоците на Здруженијето на грчки туристички бизниси на грчкиот брег, одмарале околу половина милион македонци. Кога зборуваме за комфорт зона, кажуваме дека патниците се уште се движат на оној дел на Халкидики и Олимписката ривиера. Последните 10 години се освојува Јонскиот брег на Грција, островите на таа страна. Интересно и за албанското приморје. Албанија важи за дестинација која се уште ценовно е достапна за обичниот македонски граѓанин. Близината на дестинацијата, разбирањето на говорот, овозможува да патуваат и сами. Вонпансионската потрошувачка во Албанија е со подобри цени. Тоа е она што ги влечи нашите граѓани. Регионот на Драч им е познат на сите. Нашите патници може да си дозволат одмор кој не го испланирале до крај на тие дестинации. Значи може да си дозволат излегување во ресторани, да вкусат морска храна, она што е специфично за морето, има поевтини цени. Сепак, многу македонски граѓани и ова лето нема да си дозволат одмор надвор од државата или пак воопшто нема да заминат на летовање, покажуваат анкети на јавното мислење. Нискиот животен стандард и изголемените трошоци за живот се главна причина за тоа. Во Охрид, од Охрид сум јас. Па ова лето не планирам. И искрено да ви кажам, поима немам какви се цените. Ниту ги пратам, ниту ме интересира сега за сега. Знам само дека пред сезона и после сезона цените нешто се намалуваат. 90% Албанија. Зошто? Поблизу е. Интересна и ефтина. Албанија? Се уште? Мислим дека е Албанија. Зависи од джепот. Зависи од джепот и зависи од тоа какви бенефиции имат. За средна класа, мислам дека Албанија е прифатлива. Па Хрватска сакаме оваа година. Зошто? Па не сме биле таму и затоа. Претежно ги избираме дестинации различно секоја година. Од туристичкиот сектор се жала дека во однос на минатата година поборувачката е помала. За дестинации како Турција и Египет полнењето на авионите одело тешко. Како главна причина за тоа наведуваат. Нема регулиран пазар со регулирани правила. Секој може да биде туроператор и да настапува на пазарот како што ќе му текне. Нелојална конкуренција, цените на хотелите и авиокомпаниите се многу високи во однос на минатите години. Поборувачката или бројот на патници е ист или помал, а понудата е преголема. Бројот на население опаѓа, а поборувачката е помала. Вредноста на платите е помала, а животните трошоци повисоки. Некои од агенциите нудат и попусти за да привлечат повеќе гости. Забележуваат дека пандемијата променила еден дел во начинот на размислување како треба да се патува. Во делот претежно на тие групни патувања, повеќе се одлучуваат за поиндивидуални, поавантуристички патувања. Времето на патување е исто сменато, значи веќе не постои она традиционално 7 до 10 дена еднаш годишно. Младите повеќе практикуваат и 2 до 3 одмори, кои можат да се на пократко време. Добар избор за одмор кој сигурно нема да чини како надвор од државата. Може освен Охрид да бидат Струга, Дојран или Преспа. За гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.